Овој расказ не е измислица ниту лага, ова е, се колнам во Аллах, вистина и се случило во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија. Во Ријад живеела девојка со своето семејство. Само што навршила 15 години и одела во 8 одделение во основно училиште за да стане хафиз на Куранот. Научила 27 џуза од Аллаховата книга напамет. Во второто полугодие од 8 одделение требало да заврши хафиз на комплетниот Куран, но беше месец Рамазан. Месец на Аллаховата милост, простување на гревовите, спас од огнот. Месец на честниот Куран, месец на доброчинство, месец на ноќта која е подобра од 1000 месеци. Еден ден, во месецот Рамазан, после икиндискиот намаз, девојката седела во својата соба и го повторувала она што го запаметила од Куранот. Во собата влегла нејзината сестра и рекла: "Сестро, и требаш на мајка ни." А девојката одговорила: "Дај ми само 5 минути и потоа ќе излезам и ќе ви се придружам." Нејзината сестра излегла, а девојката останала да го повторува честниот Куран. Повторувајќи стигнала до сура Ел Хадж, а во него до сеџдата или поклонувањето кое треба да се направи. Паднала девојката на сеџда и така останала. Тоа беше последната сеџда во нејзиниот живот. Оваа девојка почина правејќи сеџда, на кого? Почина девојката, а постеше за кого? Почина девојката, а учеше Куран, за кого? Аллаху возвишениот. А што ќе правам јас? Што ќе правиш ти, драги брате? Како и ти, богобојазна сестро? Како ние ќе завршиме? Како ќе преселиме ние? Голема е разликата помеѓу оној кој ќе пресели на музички концерт, надпревар или некоја друга сцена, и оној кој ќе пресели како постач, и оној кој ќе пресели учејќи Куран и на сеџда. Дали ние сме спремни за смртниот час? Што сме подготвиле ние за ахирет? И колку воопшто размислуваме за смртта?